Благодарам, Јована, токму така како што најавивте, утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во Средното економско и правно училиште на град Скопје Васил Антевски Дрина. Наша соговорничка е професорката Радојка Хилман Денковска. Професорке, кога јас бев ученик, кога некој професор ке влезеше во училница, сите ученици стануваа. Се практикуваат ли тие пракси што ние ги имавме во минатото? Добро утро на вашите гледачи, благодарам за поканата. Искрена да бидам, учениците од прва година тие стануваат. Значи се уште стануваат, но повозрастните ученици тие не стануваат, но тие верувајте не е дека се помалку учтиви, туку тие едноставно живеат во едно друго време и ние наставниците ги учиме дека станувањето не е единствен знак за почит, туку едноставно треба да знаат како да комуницираат и како да се однесуваат. Значи, бонтонот е еден вид на вредности, норми, правила кои што требаат нели учениците да ги почитуваат, а вистинската вредност на човекот се гледа во начинот како тој се однесува кон другите. Значи, не му го прави тоа на човекот, што не сакаш вам да ви го прават. Имате ли кодекс во училиштето со кои се пропишани правила како да се однесуваат учениците, но и професорите? Имаме, да. Мислам дека и во секој училиште постои кодекс на однесување. Еве го, може и камерите да го фатат, значи е малце пообемен, меѓутоа е многу детален и ги опфаќа сите норми, општи норми, правила на однесување, не само на учениците, на наставниците, како да се однесуваат учениците со соучениците, према наставниците, да покажуваат емпатија, толерантност, праведност, почит и на крај исто во кодексот има ставено и дел како тие да се однесуваат не само во училиштето, туку и надвор во заедницата. Значи какви граѓани треба да бидат. И да бидам искрена, тоа е првото нешто кога ќе влезат уште првиот училишен ден, ние како класни раководители им го читаме и тоа е како еден куќен ред на училиштето и овој куќен ред е закачан во секоја училница, така да добро е да го имаат и да го гледаат и да се потсетуваат. Колку учениците се запознаени со бонтон правилата и дали таа култура на почитување доаѓа од домашното воспитување или училиштето игра клучна улога во воспитувањето? Домашното воспитание е дефинитивно многу важно, но голема улога имаме и ние наставниците и училиштето и не само што нели се нарекува образовен процес, туку е воспитно образовен процес и мене ако ме прашате, тие две работи се неспоиви и образование без воспитание е исто како дрво без корен. Така да многу е важно да нели го почитуваат и да бидам искрена, во нашето училиште доста се почитува, но знаете како ние гледаме и самите правила и норми на однесување да потекнат и од самите ученици. Еве јас предам во прва година бизнис и предприемништво и имам една наставна единица организацијска култура. И се јас им велам тоа е однесување на вработените во организација, но за нив е тоа малце далечно и им викам ајде сега вие направете културата на однесување во вашата училница. Па да видите колку интересни правила си напишаат тие, не само кодекс на однесување, туку и кодекс на облекување и дури има напишано, еве камерите можете и да го видат и го закачивме на зид, така да и они секој ден кога ќе доаѓаат во училница ќе се потсетуваат бидејќи тие се нивни правила. Значи тие полесно ги прифаќаат и ги почитуваат, ако самите си ги креирале. Се од кога се затопли едно девојче дојде облечена во кроп топ и една од соученичките вика ај погледни на камерот што пишува таму, значи забрането е кроп топ носење. Па да видите како тие се потсетуваат на правилата на однесување. Значи подобро е тие самите нели да ги креираат и полесно така ги почитуваат, неголи ние да им ги наметнеме. Кога влеговме во вашата училница тука, забележавме джепчиња за мобилни телефони. Во многу училишта е забрането користење на мобилни телефони. Како е во Васил Антевски Дрин? Да бидам искрена, кај нас немаме строга забрана за користење на мобилните телефони. Тоа зависи од предметниот наставник и предметот кој што го предава. Еве јас, да бидам искрена, во трета година предавам предмет дигитален маркетинг. И кај мене мобилните телефони се основна алатка, основно средства за работа. Бидејќи постојано им велам, ајде истражувајте, креирајте нешто ново, користете дигитални алатки, користете чат GPT, значи правете лога,
ставиме постери, видеа, значи таков ни е предметот. Така да јас им велам дека мобилните телефони може да се користат, но не како замена за размислување. И имаме одредени нели случаи каде што предмети како што се математика, сметководство, статистика, каде што треба поголема концентрација нели на часот, тогаш наставникот им вели ајде брзо, телефоните ставете ги во џепчиња, секако кога имаме тестови, секој во своето џепче да си го стави мобилниот телефон. Така да мораме да бидеме во тренд со технологијата и ја користиме само како алат, кај не начин да се замени размислувањето. Значи ги тераме на критичко размислување. И тука ќе го споменам дека постојано им избориме и за дигитален бонтон. Значи они живеат во дигитална ера, така да они мора да знаат и како да се однесуваат и на социјалните мрежи. Така да и тоа ни е доста застапено. Професорке, за крај на нашиот разговор, која е пораката што сакате да испратите, а се однесува токму на бонтон, правилата на однесување? Ја би кажала дека бонтонот не е само некоја група на правила, норми на однесување, туку тоа е начин на живот. И би кажала една порака до младите, а тоа е дека почите што ќе ја дадете денес, ќе ви се врати утре. Значи бидете љубезни и однесувајте се така како што сакате вие да се однесувате. И уште една порака за возрастните, кои што не треба да ги заборавиме, вклучувајќи ги тука и родителите, бидете пример на младите. Не можете да очекувате тие да ве почитуваат и да ве сакат и да бидат културни ако вие не возвратите на ист начин. Така да би завршила со пораката од Конфуци, а тоа е дека љубезноста е тоа што не прави луѓе и дека тоа не е знак тоа е знак дека вие имате една внатрешна сила. Значи љубезноста не чини ништо, а значи се. И ако дозволите за крај, јас веќе на учениците им кажав да спремат некоја порака за бонтон, па ете, можеме утрово да го завршиме со дел од нивните пораки. Така, професор, ке ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утрово Македонија наутро, а на учениците им благодариме што се потрудија да напишат пораки за почитување на бонтон. Се надевам ќе ги забележи камерата. Јована и Бранко разговаравме со професорката Радојка Хилман Денковска од Средното економско правно училиште Васил Антевски Дрин од Скопје. Нашата тема беше бонтон и како учениците се однесуваат во средните училишта.